Што се случува при сесија дишење? Значи, сета поента е на вежбите и едукацијата и сесиите дишење да се отклучи здиво. Значи, што се случува кога ќе се отклучи здиво или полниот капацитет на респираторниот механизам? Гледайте колку е се поврзано. Се отклучува диафрагмата. Значи имаме една диафрагма главна и една долу, урогенитална. Значи, кога ќе се отклучат диафрагмите, се поврзува мозоко со срцето. Кога ќе се отклучи здиво, значи се отклучува свеста, се отклучува умот. Кога ќе се отклучи здиво, а здиво се отклучува кога ќе се Значи, внатрешната релаксација ќе биде совршена исто како да спијаме, кога сме комплетно опуштени, а истовремено дишењето здиво е комплетен, целосен. Тогаш се отклучува здиво. Кога тоа се случува пролонгирано, одредено време, се отклучува таква сила на психата, што таја буди, значи чистата мисла ги буди највисоките чувства. Значи високата мисла, чистата мисла е висока мисла. Високата мисла ги разбудува највисоките чувства. Физички сензации на здравие, на живот, на вибрација на живост. Значи, кога ќе се отклучи здиво, уствари, се отклучува потенцијалот на телото, на психата, на емоциите. Значи, која е поврзаноста, колку е битно секој да го свати тоа. Автоматски иди дека ретки се тие луѓе кои што имаат отклучен здив. Или, поточно кажано, сите во одредена мера имаме комплетен здив, ама многу често е во текот на спијањето. Зато тогаш најдобро се одмараме, се регенерираме, или многу често отклучен здив е кај спортистите што џогираат. Значи, зато е толку убаво, екстатично, чувство на здравие, како да осеќаш дека се генерира здравие. Исто така многу луѓе имаат отклучен здив кога го прават она во кое што се најдобри, кај што чувствуваат синергија, хармонија. Некој пеј, некој многу добро пеј и кога ќе пеј му се отклучува здиво комплетно. И лежи и стои во таа состојба, бидува во таа состојба на отклучен здив. Дури пеј, затоа што е идентификуван со пејнето. Поентата е сите да научиме да го отклучиме здиво во секоја прилика. Некој кој ќе готви, некој толку страствено сака да готви, да прави јадење. Некој кој ќе јади. Некој кој ќе црта, некој што е добар цртач, уметник. Здиво автоматски му се отклучува и во тие моменти екстатично задоволство, ама истовремено и низ него течи креација. Прави добри дела, убави дела. Некој кој ќе зборува, некој кој ќе предава. Поентата е да го зголемиме нашиот потенцијал. Тренинг со дишење е уствари зголемување на нашиот потенцијал. Значи да бидеме во топ состојба, во таја оптимална состојба на флоу, на ритам, значи на синергија, на единство. Уметникот кога да го прашаш како ја создаде некоја преака слика или било која уметност, не знае да ти каже да се сети, затоа што во тие моменти бил во вдахновение. Тренингот со дишење е уметност над сите уметности, затоа што тоа е уствари уметноста на умот. Значи тогаш ние излегуваме од мислење, значи нашето мислење постанува не концептуално, туку истовремено и сликовито, супер емоционално, значи мултидимензионално. Тренингот со дишење го отклучува тој потенцијал од човекот во природа уствари творец, создател, креатор. И до таја мера може да ги обликуваме некои настани во блиска иднина или подалечна, многу често сите можеме да се сетиме кај што некои работи што сме ги мислеле, визуализирале, замислували, баш така ќе се случа. Значи сега иди време кај што се спојува наука со религија, со духовни системи, кај што енергијата си добива форма, искажлива форма, разбирлива форма. Тренингот со дишење
Значи, во една сесија дишање, здивот се отклучува. Здивот се отклучува, а со тоа се отклучува и нашиот човечки потенцијал. Првично, физички, во вид на витална енергија, волја, ослободена енергија на мислите и чувствата. Сите во нешто различно се пронајдуваме. Некој е доктор, некој е адвокат, некој има покласична професија, некој е уметник, некој е без разлика информатичар, некој е говорник, некој е мотиватор, учител. Значи, тренингот со дишање го отклучува потенцијалот. Значи, тренингот со дишање го отклучува твојот креативен, нашиот креативен потенцијал. Значи, кој ќе се спојат тие основни елементи на чувството и чистата мисла, и со нив кој ќе се поврзи телото, се случува врховна синергија, без разлика ние што правиме. Значи, за мене лично и бизнисмените се едни од најголемите уметници. Значи, јас сум запознал бизнисмени кои што се супер уметници. Некој ќе ги наречи материјалисти, ама тие се уметници. Значи, што носа многу пати добро. Многу добро на многу луѓе околу нив. Само тој е наречен бизнисмен. Значи, во се има уметност. Во се има уметност, нема само во сликањето или пеењето. Значи, дишењето за мене е најголемата уметност. Ако научиме да бидеме уметници со дишењето, ќе бидеме уметници со животот. Значи, оригиналниот здив, кој ќе се ослободи, кој ќе се отпушти, најчесто не е пуштен цело време комплетен. Ако биде пуштен, значи, енергетски циклус се активира толку снажен, константно, ретки се тие луѓе што може да издржат таква енергија. Константно, 24 часа во отклучен здив. Премоćна вибрација е таја.